Денеска сме гости во моје студио Дадар со прекрасен повод, а тоа е најголемиот европски манекенски надпревар кој што се одржува на Балканот, Топ Модел Европа, во кој што учествуваат и многу македонци од модниот свет. Деновиве во Скопје престојува модната дизајнерка Душица Шалева, која долги години живее и работи во Париз, но во пресред на овој голем моден надпревар се ангажира околу кастинзите кои што ќе се одржат во повеќе градови во регионот. Па ние искористивме можноста да поразговараме со Душица не само околу модните ангажмани што ги има во Париз, туку и околу предстојниот избор. Душица, здраво. Добре дојдовте во Македонија. Ви благодарам. Благодарам на гостопримството и на поканата. Овој период, еве, акцент ставате токму на предстојниот избор на кој што младите манекенки ќе имаат можност да се презентираат и да зачекорат во светот на светската мода. Ајде малку прво да позборуваме околу на предстојниот избор, кастинзите, па дури потоа ќе ве прашаме за вашите модни достигнувања и ангажмани кои што ги имате во Париз. Значи, Топ Модел Европа е најголем надпревар на модели и манекени во Европа. Кастинзите се прават во 15 земји, до сега беше само Европска Унија и јас се договорив и потпишав договор да имаме и ние можност Македонија да виде прв пат дел од тој настан, исто и другите држави од бивша Југославија плюс Бугарија, за и нашите млади да имаат можност на успех и на интернационална кариера. Деновиве престојувате тука и навистина одвојувате многу време за да го афирмирате предстојниот кастинг и да ги мотивирате младите кои што сакаат да зачекорат во светот на модата, да ја искористат оваа шанса да се пријават на кастингот и да бидат дел од тие модни случувања. Што може да му донесе ова на еден млад модел? Значи, овој конкурс има неколку етапи. Полуфиналистите имаат и 100 часови на одење и фотосесии, значи сите млади таленти што сакаат да станат манекени имаат огромно искуство и тоа е како искрено како модна школа до тие што за тие кандидати што стигнуваат до финале и имаат можност, значи финалистите од Балканот да одат на големото финале во Париз, а победниците ги запишуваме во големи модни агенции светски, значи како Елит, како Next и потоа почнуваат кариери, работат за Жан Пол Готие, за Балман, за Долче и Габана, да не ги кажувам, значи сите марки, модни дизајнери, а тоа е за нив шанса, значи да направат права кариера. Значи манекенството некои го работат спасија, али нас не е целта да му биде струка. Мислите ли дека имаме потенцијал, човечки потенцијал од млади луѓе кои што може достојно да бидат дел од највисоките модни светски кругови? Според мене балканките, девојчињата, исто и момчињата се најубави во Европа, не затоа што сум македонка, него стварно мислам дека имаме млади со преубав потенцијал и голем, само треба да бидат сериозни и да имаат голема желба за да стигнат на тоа високо ниво и да можат да бидат исто и слободни за таа кариера. И да, еве сега сите тие имаат пред нив една ваква шанса која треба да искористат. На кој датум точно ќе се одржи кастингот во Скопје, каде и на кој начин може да се пријават сите оние што се заинтересирани? Значи кастингот во Скопје ќе биде на 17 ноември во еден хотел во центарот. На гледачите, значи ги советувам да гледат преку веб страницата topmodeleurope.net или на Google слободно да напишат на кирилица или на латиница Топ Модел Европа и ги имаат сите информации за селекциите преку сајтот, сите уписи се директно преку сајтот. Значи, затоа не сакам да кажам каде точно местото на кастингот, затоа што не сакам да дојдат млади да мислат дека директно е уписот на лице место. Да. Душица, вие 15 години наназад живеете, работите во Париз, креирате висока мода, соработувате со врвни светски имиња од светот на уметноста, од светот на естрадата. Колку се пронаоѓате во Париз и колку Париз ја диктира
светската мода? Значи, Париз е градот на светлината, е градот на модата. Ја завршив студии на Esmond International Fashion School. Веќе неколку години работам со мојот бренд Шалева, што го ставив моето презиме. Работам уникатни модели, значи тоа се 90% по порачка. Значи, пример на пеачи, на репери, спремаме цела сценографија за за спот, за клип, исто работам и за филмови, со актери. Го облекувам Самуел Арнолд, што е доста познат актер од серијата Emily in Paris. И, значи, тоа се... цртаме модел, одлучуваме каква е сценографија, на каква тема се инспирираме и секој модел е уникатен. Бевте меѓу другото ангажирани на кампањата Лувр, сега поврзана со Олимписките игри што се одржува во Париз. Нешто да ни кажете и за тоа искуство и за тој ангажман? Значи, Лувр направи промоција за нивниот музеј и одбра неколку спортисти. Правив стайлинг за 3 спортисти, али едниот ја одбра мојата марка, Дани Дан, што е брейк денсер, и беше супер искуство затоа што имавме среќа. Во вторник музеј Лувр е затворен и ние бевме сами и снимавме, значи, во различни сали. Рекламата потоа беше на телевизија, на билборди и на игрите Дани доби сребрена медаја и баш сум среќна за него и тоа е супер искуство. Душица, и за крај да искористиме еден совет од вас, една насока, препорака, што ќе биде актуелно оваа сезона есен, зима 2024-2025, какви ќе бидат модните трендови и што треба да носиме? Значи, во Париз моментално мода е многу алишта со рески. Значи, буквално сите модни куќи носат алишта со рески. Зелената и црната боја се актуелни. И некои, као секретарка стайл со оверсайз сакоа и со наочари, тоа е моментално тренд. Ви благодарам за разговорот, за одвоеното време, за модните совети и се гледаме на денот кога ќе биде кастингот и кога веруваме дека ќе се пријават, ќе се охрабрат многу наши убави момчиња и девојчиња да бидат дел од кастингот и да си ја пробаат својата среќа во светот на високата мода. Благодарам и на вас и се надевам дека нашите победници ќе ви се допаднат и ќе се видиме во наредна прилика да ви покажеме кој ја освои прво место од Македонија. Овие денови за време на вашиот престој во Скопје спомнавме дека се активни, динамични, исполнети со многу професионални обврски, но веројатно имате време да си ги видите и пријателите и соработниците. А кога ве контактиравме за интервју, не поканивте да дојдеме токму тука во моје студио Дадар. И тоа верувам не е случајно, туку е убава причина. Да, денеска сме во моје студио Дадар, затоа што Александар Дадар е дел од моето жири. Него го одбрав затоа што според мене најпрофесионалниот и најдобар шминкер во Македонија. Затоа и денеска снимаме во неговото студио, кај што ни дозволи, нели, да го направиме овој прилог.